Со добра економска стратегија и со сите потенцијали, Македонија без дилеми може самата да се прехрани. Велат експерти откако актуелни станаа дилемите дали државата ќе има доволно жито. Апропо актуелната ситуација, точно е дека треба да бидеме внимателни, поготово со основните производи, пшеницата пред се, источната храна, но сериозна е состојбата, но не е драматична. Во однос на пшеницата, која што е моја субспецијалност, годишните потреби за нашата држава се отприлика околу 330.000 тони. Во последните години производството се движи меѓу 230 до 330.000 тони. Поред Бошев, кој е експерт за производство и преработка на житни производи, Македонија има доволно сонце, почва со солиден квалитет, но треба да се размислува во насока на подобрување на системите за наводнување. Со развој, тоа е голем стратешки захват. Развој на системи за наводнување би можело да се избегне тоа. Сонце, фала Богу, имаме доволно. Земјата каде е поквалитетна, каде не е, сепак таа е медиум, може да се коригира со ѓубрива, со органски додатоци и така натаму, така да можеме да произведуваме и гледано долгорочно треба тука да се насочи, според мене, таргетот. Значи да се обезбеди вода до секоја површина. Последниве неколку години максималните површини кои се под житни култури не се поголеми од 75 до 80.000 хектари. За целосно задоволување на домашните потреби, овие површини треба да се вратат на некогашните 100.000 хектари. Дополнително, смета Бишев, соларните панели кои сега се актуелни не би требало да се поставуваат на обработливи површини, туку на локации кои не се погодни за обработка. Инаку на ниво на држава лани се произведени 244.000 тони пченица, а во општините од источниот регион производството на пченица било 27.717 тони. Неголеми производители на пченица во нашиот дел од државата се Свети Николе со 7.800 тони, Пробиштип со 4.400 и Карбинци и Чешиново Облешево со по 3.400 тони. Во средни производители на пченица спаѓаат Штип, Делчево и Кочани, каде се жнеат по околу 2.000 тони. Производството во останатите општини од регионот се движи од 160 до 800 тони.